Ајде, вче. Што презема општината за решавање на проблемот со загадувањето кон последните 20 дена е актуелно повеќе од било кога? Така, веднаш по алармантната состојба нели во Куманово и ние живееме во Куманово и го чувствуваме истиот воздух како сите останати граѓани. Градоначалникот стапи во контакт со градоначалникот, кабинетот на градоначалник на општина Прешево, затоа што сите показатели беа дека загадувањето доаѓа од соседната Република Србија. Рекоа дека имаат ист проблем, меѓутоа дека не можат тоа на локално ниво да го средат. Градоначалникот веднаш контактира со амбасадорката Невена Јовановиќ, таа покажа разбирање и дека ќе преземе нели институционално, дека ќе го извести и Министерството и Влада на Република Србија дека овој проблем ќе биде решен. Од недела спрема понеделник загадувањето беше екстремно високо, сите го почувствувавме, дури алармиравме јас се јавував кај локалниот инспектор, кај државниот инспектор и на крај, не знаејќи дека и градоначалникот веќе контактирал со амбасадорката, се слушнав и со неја, рече дека е запознаена со проблемот, дека веќе алармирале на повисоко ниво, ги кренали институциите на НОЗЕ, дека е ставена лабораторија тамо за мерење на загадување на воздух, меѓутоа дека таа иста лабораторија треба да се подолг временски период за да се очита тоа загадување. Утринава се слушнав повторно со неја и соопштив дека загадувањето било особено интензивно во меѓу 1 и 2 ноќеска, значи на два наврата и околу 5-6 утринава. Истовремено контактирам со луѓе што работат на граница на Табановце и тие што биле во ноќна смена кажаа дека загадувањето било во тој период најсилно. Амбасадорката побара да ја се обратиме и лично, значи како на амбасада се потпишавме со градоначалникот, испративме писмо во кое бараме итно да се реши овој проблем со загадување, затоа што наводно, според сите оние показатели и видеоклипови што ни ги испраќаат луѓето што одат во Србија, е од Вестлайн Лайм, од фабрика за производство на лепак и на креч. Всушност, она што го гледаме на клипови, тоа е еден густ облак на чад што се шири на кај наша територија и ништо чудно што ни се случува ова. Во секој случај кумановци не смеат да бидат заложници на едно вакво загадување. Некој ќе профитира, некој ќе се гуши, затоа апелирам силно преку институциите малку да се крене на повисоко ниво и да се реагира многу побрзо од тоа што се реагира преку институциите, значи се стават мерни станици во ред, се тоа, меѓутоа може многу побрзо и да се исчитат и да се алармира и да се стопира ова загадување. Како председател на Совет мислам дека друго не би можела ни да се обидам да направам, значи се е во рамки на нашите надлежности, на градоначалникот и на мене како представник главен на граѓаните на Куманово. Дали сте во координација со Министерството за животна средина, бидејќи сепак оваа област е нивна надлежност за решавање? Значи, јас добивам информација од нашиот локален инспектор, се слушнав и со државниот инспектор за заштита на животна средина. Тие постојано го известуваат Министерството за животна средина. Комуникација постои меѓу двете министерства, тоа ми го потврди и амбасадорката. Ние како градоначалник, како општинска власт и ја како представник на граѓаните може да контактираме само со амбасадорката и да примаме информации што се случува меѓу институциите. Меѓутоа, јас повторно ќе кажам, додека ги поминеме сите тие канали на комуникација, народот во Куманово се гуши и јас апелирам веќе тоа да се забрза постапката, да се забрза.